Среда, 23 април, кратки вести во 12 часот. Отврлете го метежот на езерото Комо и истражете го Охридското езеро во Македонија. Неверојатно античко езеро со богата култура, спокоен поглед и непобедлива вредност, пишува Travel and Tour World, специализиран за новости од динамичната индустрија за патување и туризам. Убавината на Комо сега има цена, пренатрупаност. Охридското е двојно поголемо од Комо, нуди недопрена убавина и богата културна позадина за оние кои сакаат да талкаат надвор од пренатрупаната патека, стои во објавата. Традиционалните патувања со брод, како и кајаците и штиците за веслање нудат извонредни начини да се доживее неговата мирна површина и драматичното крајбрежје. До неколку граѓани и правни лица од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на МВР и Европол се упатени лажни покани во врска со наводна тековна истрага. Од полицијата со апел до граѓаните и правните субјекти да не отвораат прикачени документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи, да не наседнуваат на измами од ваков тип и правните субјекти да преземаат соодветни мерки за заштита на нивните компјутерски системи. Секторот за компјутерски криминал веќе презема соодветни мерки и активности за законско санкционирање на сторителите. Улицата Македонски просветители на потегот од Евана до Пожарна и денес е затворена за сообраќај и се изведуваат градежни работи. Се подготвува за асфалтирање вториот дел од улицата, откако првиот беше саниран пред великденските празници. Потегот денеска ќе се тампонира, ќе се нивелираат шахтите, пошто најверојатно во текот на денот ќе започне и асфалтирањето. Според најавите во следниот период ќе се работи и делот до пресекот со улицата Аба Семин. Времето денес сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.